Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Почнуваме со најава на дел од содржините. Државниот завод за статистика излезе со податоци на голем пат на невработеноста во државата. Економските експерти велат дека владините мерки и странските инвестиции се најзаслужни за овој позитивен тренд. Во Штипската населба Три чешми денес свечено беа пуштени 5 асфалтирани улици. Јавното претпријатие ИСАР заедно со жителите спроведо работна акција за расчистување на теренот и хортикултурното уредување на населбата. Караванот на требини на ВМРО ДПМН низ целата држава под насловот на Македонија и треба твојата идеја денес е во Делчево и Македонска Каменица. Почнуваме со дневните случувања. Државниот завод за статистика излезе со податоци за голем пат на невработеноста во државата. Економските експерти велат дека владините мерки и странските инвестиции се најзаслужни за овој позитивен тренд. Константниот економски раст кој Македонија го има во последните неколку години е причина за намалување на бројот на невработени. Овде пред се странските инвестиции кои влијаат на зголемувањето на бруто домашниот производ, но и на зголемување на вработувањето, велат економските експерти. Државниот завод за статистика објави дека стапката на невработеност во Македонија во третиот квартал од годината изнесува 25,5%, што е намалување од 1,3% во однос на второто тримесечие. Според статистиката, бројот на вработени е зголемен за 20.415 лица во однос на истиот период лани, кога имало 690.965 вработени. Од вкупно 954.610 лица кои се вбројуваат во активно население, бројот на вработени во третиот квартал годинава изнесува 711.380 лица, а на невработените 243.320. Владините политики за создавање поволен амбиент за странските и домашните инвеститори се предуслов да се намали бројот на невработените. Почнувајќи од 2006 уште кога ги намаливме даноците на рамен данок од 10%, кој што во ефективност во пракса е 7,4%, бидејќи има одредени ослободувања, нели? И со таа даночна стапка Македонија има најниски даноци во Европа. Стапката на ДДВ е исто така меѓу најниските, но и другите трошоци за фирмите преку проектот за регулаторна гилотина, преку помошта за фирмите да можат да го откупат земјиштето по поволна цена, некаде со почетна цена од 1 евро по квадрат, градежното неизградено земјиште како во зоните што е слично, значи и преку решавање на други прашања од имотно-правна природа. Сите тие политики помогнаа да се конечно да се скрши тој мраз, односно тој проблем да почне да поосетно да се чувствува дека се решава. Овие статистички показатели за зголемување на вработеноста на населението се всушност показател дека македонската економија е на добар пат, сметаат експертите, а од владата и во наредниот период најавуваат мерки кои ќе придонесат за раст на економијата. Во Штипската населба Три чешми денес беа свечено пуштени во употреба 5 асфалтирани улици, а исто така се одржа и работна акција за средување на теренот и хортикултурно уредување на населбата. Досега општината во оваа Штипска населба има инвестирано над 300.000 евра, а за асфалтирање на новите улици од буџетот се потрошени 20.000 евра. Проектите во Три чешми, една од најстарите населби во Штип, нема да запрат со пуштањето на 5 асфалтирани улици. До сега општината во населбата има инвестирано на 300.000 евра, а за асфалтирање на новите улици од буџетот се потрошени 20.000 евра. Три чешми ни е во центарот на нашето внимание како локална самоуправа и како локална власт. Сакам да кажам дека тука изработуваме 3 детални урбанистички планови, 2 за индустријски зони и еден кој ќе биде значи за нови плацеви за градење на куќи. Така да мислам дека како тоа ќе го направиме, населбата ќе се шири, ќе одиме во правецот на аеродромот Сушево и во правецот на Кривидол. Бидејќи во Три чешми, во околината на Три чешми ќе се градат значи 3 големи патишта, тука ќе биде крстосницата која ќе се двои за магистралниот пат, односно автопатот према Кочани, за автопатот према Скопје и за Радовиш,
ќе имаме нова врска со Македонија пат да го решиме конечно и влезот на оваа населба. Јавното предпријатие ИСР заедно со жителите на 3 чешми спроведоа работна акција за расчистување на теренот и хортикултурно уредување на населбата. Овде се нашите екипи од паркови и зеленило, од јавна чистота, комунална хигиена, целокупната наша механизација и заедно со граѓаните правиме на акција за средување комплетно на целата населба. Ние досега редовно одржуваме, меѓутоа денес дадовме поголем акцент на средување на парковите, на средување на улиците, комплетно ги изметовме сите улици, ги скосивме трените површини уште еднаш и заедно со граѓаните ќе посадиме некаде 30 на дрвца овде во покрај самиот пат и со сето тоа ќе дадеме еден белек на веќе завршените проекти на градоначалникот. Освен во Штип, градежна експанзија и асфалтирање на улици се случува насекаде во земјава. Ќе го паметиме овој период кога се градило и што се прави. Меѓутоа морам да забележам една работа, а тоа што ни се случува во Скопје во моментов е отпорот на дел од некои граѓани инструирани од Социјалдемократски сојуз за стопирање на градбата на двата факултета, факултетот за физичка култура и факултетот за информатика. Знаете дека владата на Република Македонија сериозно вложува во образованието и тука ни е еден од излезот на македонските граѓани. Меѓутоа јас се верувам дека тие граѓани ќе сватат дека тоа не треба да го прават и ќе направат простор да се почне од градбата на тие факултети. Во оваа населба недостигаат уште спортска сала и детска градинка. Изградбата на овие објекти се од големо значење за жителите и тие се следни проекти кои треба да се реализираат. Во село ќе попрашам во иднина, ако може да се направи уште една детска градина, ако ваа влада няма направи, знаете дека салата се направи. Тоа да се направи една градска градинка, другото не ни фали ништо. Општина Штип наскоро ќе го асфалтира и пристапниот пат до гробиштата во населбата 3 чешми. Во продолжение Крими билтенот. Вчера во 21 часот и 10 минути во Штип, на улица Кирил и Методи во Сендвичара, по претходно сторен физички напад под дејство на алкохол и поради продолжување со прекршок, полициски службеници од полициска станица Штип го затекнале ЗМ, 32 години од Штип, како разговара на мобилен телефон. Од страна на полицискиот службеник му била дадена наредба да прекине со разговорот и да дојде со нив во полициска станица, со намера да се расчисти физичкиот напад. Но ЗМ ја игнорирал наредбата и во еден момент го нападнал и полицискиот службеник, пошто истиот бил лишен од слобода и приведен во полициска станица Штип, каде му било извршено алкотестирање и утврдено присуство на алкохол од 3,14 промили. Против ЗМ ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вечерва караванот на ВМРО ДПМН ја продолжува турнејата во источниот регион. За неполн час, трибина на која граѓаните ќе ги образложат своите идеи кои би влегле во изборната програма, ќе има во Македонска каменица. ВМРО ДПМН продолжува со каравано на трибини низ целата држава под насловот "На Македонија и треба твојата иднина". Трибините се организираат со цел жителите на Македонија да можат да ги дадат своите идеи за проекти кои сметаат дека ќе го подобрат квалитетот на животот во локалните средини. Трибината во Делчево ќе се одржи во салата на спомен домот Асном со почеток во 20 часот и 30 минути. Претходно во 17 часот и 30 минути трибина ќе има и во Македонска каменица. Вработените во приватниот сектор до крајот на годината треба да добијат регрес за годишен одмор. Популарниот К15 е задолжителен за компаниите кои работат рентабилно, но не е обврска за оние кои прикажуваат загуби во работењето. Обврската на фирмите за исплата на надоместок за годишен одмор или популарната К15 останува и за оваа година. Со последните измени во законот, компаниите кои имаат успех во работењето до 31 декември на вработените се должни да им исплатат регрес за годишен одмор. Само фирмите кои имаат финансиски проблеми во работењето имаат можност со спогодбен договор висината на надоместокот сами да ја одредат или да не исплатат К15. Значи, измените на општиот колективен договор се многу јасни. Останува врската за исплата на надомест за годишен одмор кај компаниите кои имаат успех во работењето, но се остави една можност за компаниите кои имаат економски потешкоти со спогодба склучена помеѓу работодавачот и синдикатот или представник на вработените, ако немаат синдикална организација, да може да се исплати помал износ, а тоа помал износ не е ограничено минимално колку е. Значи може и да не се исплаќа. Значи оставаме можност со социјален диалог на ниво на работодавач, на најниско ниво и да можности да не се исплаќа К15.
Со Гранков колективен договор се дефинираат правилата за фирмите кои не се во можност да исплатат К15. Да речеме, во колективниот договор за текстилна индустрија е прецизирано дека ако висината на исплатата на К15 сите вработени изнесува повеќе од 1/3 од добивката по последната завршна сметка или по последната шестомесечје, тогаш работодавачот нема обврска за исплата. Но онаму кај што нема колективни договори и за компаниите кои не важат гранските колективни договори, оставува таа општа дефиниција за економски потешкоти, кои самите социјални партнери треба да ја утврдат. Значи не викаме ние ако има загуба или ако нема загуба, туку под економски потешкоти се подразбира немање доволно работа, нарушен континуитет во производството или блокирана жиросметка. Ние воопшто не прецизираме што значи тоа. Тие самите треба со спогодба да го утврдат. Оние работодавци кои немаат финансиски проблеми, а нема да им исплатат на работниците регрес за годишен одмор, се соочуваат со затворска казна од 3 месеци до 3 години. Општините ги креираат буџетите за наредната година. Финишираат јавните расправи во кои граѓаните имаат можност да ги предложат своите идеи, каде да се насочат општинските пари. На денешната пета форумска сесија ќе вршиме презентација на програмите кои што влегуваат во буџетот за 2016 година. Вкупниот износ на буџетот е околу 290 милиони денари, меѓутоа повеќе од денеска ќе зборуваме за капиталните расходи, за оние проекти каде што можат граѓаните да учествуваат. Износот е некаде околу 60 милиони денари од основниот буџет и од донациите, значи вкупно околу 90 милиони денари. Како дел од програмата, нели од програмите, од проектите кои што се влезени, поголем дел се инфраструктурни, односно се изградба и реконструкција на улици и патишта, поголем дел парите се за тоа, меѓутоа ќе имаме средства од донација за наводнување, значи околу во програмата заштита на животната средина. Листата на предлози од граѓаните на вистина беше голема. Ние имаме преку 30 до 40 предлози од граѓаните. На вистина ми представува задоволство што добар дел од тие предлози и препораки од самите граѓани се прифатени, представуваат дел од буџетот, меѓутоа важно е да напоменеме дека оној дел од препораките што во овој момент не се во можност да влезат во буџетот и да бидат прифатени, истите ќе бидат упатени како официјална листа до општината, до градоначалникот, нели и општинската администрација, а со цел понатаму да бидат проследени до соодветни институции доколку општината не е надлежна или да се земат предвид во иднина за нивна реализација. Успешно помина и четвртата буџетска форумска сесија во Пробиштип. Меѓу присутните беа и представници од швајцарската амбасада. На оваа буџетска сесија се разговараше за неколку програми, а главен акцент беше ставено на програмите за уредување на градежно земјиште. Да тука спаѓаат сите оние јавни површини, улици и патишта кои што ќе се уредуваат во наредната година. Граѓаните предлагаат конкретни проекти, дел од нив ги прифативме, дел од нив ги одбивме, но главно голем процент од нивните предлози кои што ги даваат од наша страна наидуваат на позитивен одговор. Ја презентира се и програмата за јавни дејности, како и програмата за урбанизам. Но дали буџетот ќе биде доволен за да се реализираат проектите? Ние пред време, да речам, уште пред да ги правиме програмите или програмите ги правиме врз основа на претходно утврдени средства. Така да тоа се такви финансиски проекции каде што можеме да кажеме дали еден проект може да припадне или не може да припадне, затоа што буџетот е претходно утврден колку би изнесувал во 2016 година. А како приоритетни проекти за 2016 година, општина Пробиштип ќе ги издвои проектите во делот на инфраструктурата. Градскиот парк, комплетна реконструкција, улицата 11 октомври, реконструкција на задниот плоштад, асфалтирање на улици во една цела населба во Пробиштип, тоа можеби ќе биде и над 10 и повеќе километри. Така да, генерално, нови индустријски зони, дефинитивно, повеќе урбанистички планови, тротоари, јавно осветлување на територија на цела општина Пробиштип, понатаму неколку помали, но не и толку мали инфраструктурни проекти во селските на местни заедници. Крајот на декември ќе се одржи и последната форумска сесија, на која ќе се утврдат предлог проектите, за кои последниот збор ќе го има Советот на општина Пробиштип.
Неделава го одбележавме Светскиот ден на човековите права. Една од институциите во државата која постои за заштита на човековите права е институцијата Народен правобранител. Годинава во регионот граѓаните од заменикот Народен правобранител помош барале за грешки во наплатата на радиодифузната такса. Сите луѓе се раѓаат слободни, еднакви по достоинство и права, гласи првиот член од Општата повелба за човекови права. Правата се загарантирани, неотугиви и регулирани со низ за меѓународни документи. Денес се одбележува Меѓународниот ден на човековите права. Во Република Македонија постојат повеќе институции кои работат токму на заштитата на човековите права и слободи, а меѓу нив е и Народниот правобранител. Но, колку граѓаните се запознати со неговата работа? Се уште во Република Македонија свеста кај граѓанинот не е на некое ниво каде што би знаел и би можел да бара во секое време заштита на своето право. Меѓутоа, Народниот правобранител како институција во секој поглед гледа што повеќе граѓанинот да биде информиран. Дали преку медиумите, дали преку организирање на тргализни маси. Сметам дека се уште граѓанинот не е информиран за кои права може да се обрати кај Народниот правобранител. Значи, Народниот правобранител нема мандат, нема надлежност, да речеме, да бара отстранување на повреда на право во приватниот сектор. Минатата година граѓаните најмногу се пожалиле на извршителите, а оваа година е карактеристична со 100% изголемување на преставки поднесени по однос на повреда на право, што произлегува од обврската за плаќање на радиодифузна такса. Кога граѓанинот поднесе преставка од областа, мислам, од радиодифузната такса, а со самата преставка достави и конкретно ги достави сите докази, односно дека во неговото семејство се задолжени со решение за плаќање на радиодифузна такса повеќе членови, или има во семејството член кој што е инвалид, кој што е слепо лице, кој што е лице со нарушен слух, кој што согласно законот се иземени од плаќање на радиодифузната такса. Значи, тука ние веднаш констатираме дека има повреда на право. И согласно законот за Народен правобранител, укажуваме на македонската радиотелевизија кои членови на тоа семејство треба да бидат избришани од списокот на обврзници, а кој член на семејството треба и понатаму да остане, бидејќи согласно законот едно семејство, една радиодифузна такса. Универзалната декларација за човекови права е усвоена од Генералното собрание на Обединетите нации на 10 декември 1948 година во Париз. Декларацијата за човекови права се смета за неформален устав кој ги гарантира правата на човекот и ги признава човековите права и слободи кои обезбедуваат рамноправност и гарантираат заштита од насилство, лош третман и казни кои влијаат на човечкото достоинство. Пожарот што избувна во петокот поплане во македонска Каменица остави без дом едно семејство и целосно го уништи кровот на стамбената зграда. Причината е голема материјална штета и за среќа немаше жртви ниту повредени. Најверојатно краток спој е причина за пожарот. Општината и граѓаните планираат секаков вид помош за семејството кое остана без дом. Градоначалникот на македонска Каменица најави помош за семејството од Чистан целосно изгоре во пожар во петокот, откако ќе се изврши процена на штетата, како за семејството кое остана без својот дом, така и за целиот стамбен објект кој остана без кровна конструкција. Општина Македонска Каменица ќе се ангажира во санирањето на штетата и помош на оштетеното семејство. Причина за пожарот според првичните информации е краток спој на телевизорот или на продолжниот кабел. Станарите кои живеат во опожарената зграда од утре најавија хуманитарна акција за помош на оштетеното семејство. Пожарот кој избувна во петокот поплане 4 часа го гасеа противпожарните единици од Делчево, Виница, Кочани и Штип. Причината е поголема материјална штета. Еден стан целосно е опожарен и исто така и кровната конструкција на целата зграда. Комисијата која што е формирана од Општина Македонска Каменица денес ќе продолжи во понеделник да работи на проценката на направените штети. Заедно со јавното претпријатие денес работевме на целосно санирање на штетите кои што се остатоците од тоа што е изгорено.
Од понеделник ќе продолжи проценката и во најкраток можен рок да се утврдат висината на штетите и соодветно на општина Македонска Каменица согласно своите законски можности, значи ќе помогне целосно и на фамилијата кој што стане опожарен и на целата зграда за промена на кровната конструкција. Неделава во уметничката галерија Безистен во Штип ќе биде поставена изложба на рачно ткаени дела изработени во период од повеќе од 1 век од вредните раце на жените од целиот источен регион. Изложбата ја подготвува Штипскиот завод музеј. Од стрижењето на овците преку ткаењето до боењето на конецот и изработката на разбој. Сите овие процеси на обработка на волната се прикажани во каталогот наречен Ткаеници, изготвен од Штипскиот музеј. Каталогот е предвесник на изложбата на изработки на разбој која ќе биде отворена кон крајот на наредната недела. Елементите кои ќе се најдат на изложбата собирани се по пат на донации или откупување од сопствениците. Во овој каталог ќе биде се презентирани предмети кои што потекнуваат од почетокот на 20 век, грижливо собирани во текот на 50-60 години колку што во минатото. Овие елементи се собирани, како што реков, низ текот на годините до најмногу до 50-тите години на минатиот век, кога е било најзастапено, значи она преминување или отстранување на елементите од народната носија со текот на модернизацијата на времето, значи самото општество доаѓа до повлекување на деловите од народната носија и она што останувало во нивните домови, тие го или го донирале во музеот или пак е набавено по пат на откуп. 70 експонати кои ќе бидат изложени го представуваат трудот на жените кои изработувале пешкири или скутини од Овчеполе, Малешевијата, Пијанечкиот крај, Лакавичкиот и Плачковичкиот крај, каде се уште живеат јуруци. Освен овие елементи застапени се појасите, како машки, женски појаси, изработени од волна и оние женски тенки појасчиња, така наречени дзунички, кои што се разликуваат од волнените, тие се малку потесни, значи нивната широчина доаѓа до 4-5 см, меѓутоа пак нивната изработка е посебно, да не речем посебно уметничко дело. Потоа имаме перници или зглавници, исто така изработувани на разбој со најразновидни шари, ткаени, подигани на штичка, една посебна техника, значи која што била застапена во ткаењето, за да се добие оној елемент на или изглед на везено. Европската унија има потреба од подобрување на работата на Агенцијата за безбедност на границата Frontex за ефикасна заштита на надворешните граници на Европската унија. Ова го изјави еврокомесарот за дигитална економија и информатичко општество Гинтер Отингер. Првиот заменик председател на Еврокомисијата Франц Тимерманс ја поддржа ова позиција. Надворешните граници на Европската унија се нашите заеднички граници, а не само националните граници на земјите членки. Затоа треба заедно да ги заштитиме, изјави Тимерманс. Ако не успееме во заштитата на надворешните граници, ќе падне не само Шенген зоната, ќе падне цела Европа, предвиде тој. Според последните податоци на Меѓународната организација за миграции, оваа година во Европа пристигнале 985.312 бегалци и мигранти во потрага по подобар живот. Најмногу од нив прифатила Грција, над 800.000. Алармот е вклучен во Полска. Популистичката партија Право на правеност, која повторно дојде на власт по 8 години во опозиција, брза да ја промени земјата. Таа го прекрши уставот за да ги смени членовите во Уставниот суд, избран од претходната влада. Постави своји партиски војници на чело на разузнавачките служби, направи чистка во администрацијата и се повлече од врските на Полска во Европската унија. Полска е важна, таа е водечка сила во Источна и Централна Европа, најголема земја во регионот и засега најголема економија. Таа има голема улога во проширувањето на Европската унија на исток и е доказ дека демократијата и владењето на законите може да се спроведуваат. Незината стабилност, економските успеси и проевропската ориентација ја овозможуваат почит и дипломатско влијание. Вчера, околу 50.000 луѓе протестираа во центарот на полската престолнина против новата влада на конзервативците, која зедоа власта пред 1 месец. 2 недели напорни преговори беа потребни за донесувањето на обврзувачкиот ранковен климатски договор на Обединетите нации, кој вчера го потпиша
представници на 195 држави во Париз. Со овој договор се утврдува како ќе изгледа обемот на емисиите на стакленички гасови и мерките за спречување на климатските промени по 2020 година. Договорот се смета за без преседан по неколку години и успешни преговори. Изјавата на групата G77 плюс Кина, која претходеше на пленарната седница, во која посочуваа дека се задоволни од текстот кој во текот на ноќта кон саботата беше модификуван, беше клучна за усвојување на финалниот договор. Во договорот се бара нивото на загревање на планетата да се движи значително по 2 степени Целзиусови во однос на прединдустрискиот период, тежнејќи кон 1,5 Целзиусови степени. Мартин Стојменов од Кочани го освои второто место и се закити со сребрен медал на Балканското првенство во карате, кој се одржува овој викенд во Дубровник за кадети, јуниори и јуниорки до 21 година. Стојменов учествуваше во категоријата до 60 килограми. Мартин одлично го започна првенството. Во првото коло го совлада представникот на Србија Дино Мујановиќ со 5-0, а во второто коло беше поспешен од надпреварувачот на Босна и Херцеговина Харис Полјо, совладувајќи го со 2-0. Во македонското полуфинале Стојменов го совлада Давид Петков со прогласување на судиите откако борбата заврши 0-0, а во финалето загуби домашниот надпреварувач Боран Берек, исто така со прогласување на судиите откако борбата, како и во полуфиналето, заврши со 0-0. Во рамките на седмото коло во првата државна одбојкарска лига вчера се одигра надпреварот меѓу екипите на одбојкарскиот клуб од Пробиштип, Весна Акумулатори и лидерот на табелата Струмица. Пробиштипјани на домашен терен загубија со резултат од 3-0, односно по сетови 20-25, 18-25, 22-25. Во моментот од еден од најдобрите одбојкарски клубови во Македонија, екипата на Струмица кои досега немаат забележано пораз. До крајот на првиот дел од сезоната преостанува уште едно коло, односно 8-то коло со што завршува оваа сезона. Ова беше се во првото издание на Дневникот. Довидување до 20 часот, термин за вториот Дневник на Канал Плюс.